Здраво, ваги! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Ајде да видиме што ќе донесе февруари за вас, вагите. И јас мислам дека февруари ќе биде еден чуден месец за вас, каде на моменти ќе се чувствувате дека сте доживееле врвот на среќата, на моменти пак ќе паѓате со енергијата, со духот, со расположението. Мислам дека ќе имате флуктуации во вашето расположение. И на почеток јас гледам една ситуација каде вие вагите има нешто во вашиот живот, некоја работа, некоја ситуација, некој човек, некој предмет, некоја личност, која премногу ја идеализирате. Значи, премногу. Вие во вашиот ум, во вашата глава сте створиле една слика за овој човек, предмет, ситуација, една совршена и идеална слика. Меѓутоа, во февруари ќе се случат некои работи каде што ќе видите дека не било тоа така баш. Не е тоа така како што вие сте го замислували, како што ви изгледало, зошто сте го идеализирале, не знам, можда се имале потреба така да изгледа ова, сте имале силна потреба и жал реалноста ќе се покаже дека е малку спротивна. Не е таа тотално спротивна на онаа слика која вие имате, меѓутоа нешто тука не е целосно. Можеби некои работи кои премногу ви значеа во ова не се такви. Дел се, не велам дека целата слика е погрешна, целата слика е поинаква, туку само дел од ова и тоа некако ќе го доживеете многу трагично, многу драматично, многу тешко ќе го доживеете. Сепак не е се така лошо како што ќе ви изгледа во февруари, како што ќе ви се покаже, меѓутоа сепак има ситуации кои не ги очекувавте и не ги предвидовте и ќе ве разочараат. И сега за некои пак ова е момент кога вие можеби чекавте нешто, сакавте да се случи, го планиравте, работевте на тоа, меѓутоа сега во февруари ќе ви биде кажано дека можеби 2-3 недели, 2-3 месеци, сега не знам, за некои години се, каде што ќе мора да почекате за ова да се оствари, да се случи и да го биде. Тоа ќе ве разочара некако, ќе ве разочара зашто треба сега да чекате. За некои од вас вагите, ова можеби пак е еден од неколкуте неуспешни обиди да забремените, ова е за жените, да зачнете, може и за мажите, порага, не знам, партнерката, ева, неколку обиди со партнерот, партнерката, да зачнете и повторно ќе се покаже како неуспешен, вие ќе очајувате, меѓутоа не очајувајте, овој пат е неуспешно, меѓутоа верувајте ми дека треба неколку обиди, требало така да се случи, треба да поминат неколку обиди за подоцна да доживеете среќа на тоа поле. Друго нешто што го гледам за вагите во февруари е ситуација која претходно, или пак во февруари, или претходно се случувала и вам ви изгледала многу тешка, многу напорна, дури неправедна, понекогаш ви изгледало како да многу обврски ви се натоварени и оставени сте сами ова да го завршите и тоа го гледавте вие како неправедно, премногу тешко, едноставно бевте тажни затоа што зошто вие мора сето ова и сами и сето ова да го завршите. Не знам, во приватниот живот, во домот, семејството, работата, секаде може да биде. И тоа е таа ситуација. Сега во февруари, подоцна, кон крајот на февруари, до некој па и март, ќе видите дека ова било за ваше добро, никој немал овде лоша намера и вие ќе се најдете во една состојба на изобилие. Ќе доживеете некакви успеси, за некои ќе бидат пари, да, за некои ќе бидат емоции, љубов, предмети, можеби,
нешто што ќе се уверите и ќе се освестите дека вие сте си оствариле за себе некакво изобилие, некаква многу убави нешта сте оствариле преку ова тешко во што моравте да го завршите. Сега за некои да сте си оствариле, а па за некои од вас да знаете дека во февруари може да добиете некоја многу поголема добивка на игри на среќа. И тоа ова е навистина голема, сега не може да биде за сите, нели? А за сите може да биде на начин што не мора да се пари, не мора да игра на среќа, нешто ќе остварите, нешто ќе освоите, нешто ќе добиете. Ќе се случи нешто убаво и големо, нешто што ќе ве расположи и ќе ве направи среќни и многу побогати. Тоа сакам да кажам, побогати. Сега побогати, дали финансиски, дали во љубовта, дали во домот, семејството, нешто такво. Да, за некои ваги е ова ситуација каде некои ќе се збогатите, буквално и во буквална смисла на зборот ќе се збогатите. Како, не знам, преку труд, преку работа или преку некаква среќа која ќе дојде кон вас. Сега следната ситуација е ситуација во животот на вагите, каде вие треба малку да внимавате, меѓутоа внимавале или не, некои работи што мора да се случат, ќе се случат. Како, например, има некоја ситуација во животот на некои ваги, каде ќе се соочите со некаков проблем или некаков посериозен дефект на вашето возило. Доколку немате возило или нема да се случи кај некои ваги во врска со возилото, ќе се случи кај некој елемент, дали во домот, некаков предмет, некаков апарат, некој посериозен проблем ќе се случи. Во домот сепак внимавајте на чешмите, внимавајте да не оставите вклучено некој апарат што не треба да биде и да излезете. Многу треба да внимавате во февруари во домот и да бидете внимателни со апаратите, со се што е поврзано во домот, за да не дојде до некакви штети. За некој кажав, пак некој посериозен проблем со возилото, не знам, неочекувано ќе дојде, не сте се надевале, не го очекувавте ова, зашто мислевте дека се окей, се е во ред, но и така се случи. Некои од вас вагите пак што имате можеби некаков рак во животот, во знак рак, некој човек во знакот на рак и можеби не е добар со здравјето и те некакви повторно ситуации ќе се појават пак во животот со здравјето, некои моменти каде што треба да се оди, да се лекува овој човек, овој рак во вашиот живот, да се помогне некако. Ете, со тоа повторно ќе се соочувате. Не е ново, можеби е ново, да, за некој од вас пак ако не мора да значи дека е со здравјето, туку можеби овој рак во знакот на рак, овој човек ќе се случи некаква голема расправија помеѓу вас и овој човек и постои опасност да повеќе никогаш да не стапите во контакт и повеќе да не може да ги исправите работите. Не знам зошто, некој овде вака помеѓу вас двајца сака да биде главен. Не знам што значи тоа, меѓутоа сака некој да биде главен, некој сака да ги кажува правилата, сега на другиот ќе му дојде преку глава, ќе избувне и тоа буквално ова избувнување одеднаш, од нигде и никаде. Внимавајте, може да и на работа, не значи дека е само дома, во домот и на работа, со колеги, со претпоставени, може да се случат некои неочекувани расправи и нема да бидат лесни и едноставни, каде утре или подоцна ќе може да се однесувате како да ништо не се случило, затоа што се посериозни. Затоа во февруари воопшто внимавајте и на односите со другите луѓе и на предметите во домот и се она што поседувате. Следната порака за вагите е на ситуација каде
вие во вашето обкружување имате луѓе, имате човек, личност која ви ја цеди целата ваша енергија. Сега имавајте, може и ви ги цеди и финансиите, но јас мислам дека енергијата ви ја цеди многу. Значи, ќе почувствувате, вие веќе ја чувствувате ако имате таков некој во обкружување, на работа, па може и во домот, да, дека некој од поширокото семејство ви ја цеди енергијата. Многу штетно некако по вашето здравје делува. Не знам, дали преку некои зборови што ја кажува, дали преку некое однесување кое вие не можете да го поднесете повеќе. Неподносливо е и ништо не правите, ништо не велите, не се расправате, дури не ни давате до знање дека тоа однесување е за вас неподносливо, а само се чувствувате многу лошо откако таа личност, тој човек ќе замине од вашето обкружување. Моментално вие подоцна се чувствувате многу лошо, ви паѓа енергијата, немате енергија за ништо после тоа. Затоа треба да бидете малку повнимателни или ако може да поразговарајте, или пак ако можете изолирајте се од оваа ситуација, од оваа личност, затоа што ова не е добро за вас, воопшто не е добро. Ќе почне да делува на вашето здравје, затоа внимавајте. За некој од вас пак ова е една ситуација во домот, каде вие чувствувате дека никој не ви помага, се што правите сами, а од друга страна, децата или родителите, зависи со кого живеете, не знам, ништо не прават за да помогнат и да придонесат. Може би на моменти во февруари ќе чувствувате и дека не придонесуваат енергетски и емоционално другите во вашиот живот и се чувствувате некако изморени, уморни и истрошени емотивно, енергетски, емоционално истрошени сте. А другите не сакаат да ве подкренат, да помогнат, некако како индиферентни се во поглед на тоа кон вас. Не дека нема тука љубов и нема тука поддршка, едноставно не ја добивате во февруари и ќе го почувствувате тоа на некој енергетско ниво во вашиот организам, ќе почувствувате дека немате повеќе енергија, сте изморени, некако ќе бидете и разочарани. Периоди се, само не очајувајте, ова се само периоди во домот ако е, а ако кажав кај личност која ви ја цеди енергијата, внимавајте, не е добро ова да продолжи. И сега, последното нешто што го гледам овде е малку спротивно на ова досегашното, или пак не е спротивно, едноставно треба вие само да чекате. Ова е ситуација која многу споро доаѓа. Ова е нешто кое многу споро се случува во животот на еден човек и се работи за нешто кое доаѓа од некаде. Дали тоа се финанси, дали е помош, дали е нешто физички да се помогне, физички некој предмет што треба да го добиете, дали е збор, дали е ситуација, нешто кое премногу споро се случува и конечно ќе го доживеете во февруари. Сега да, затоа што претходно споменав дека вие чувствувате дека не добивате нешто или пак чувствувате дека ви недостига можеби нешто. Најверојатно само ќе треба да бидете во февруари трпеливи, да чекате, затоа што нештата ќе се случат, ќе дојдат, меѓутоа се такви по природата, многу споро се случуваат овие нешта. За други ваги пак оваа ситуација каде доаѓа некоја извинување, доаѓа некоја помош можеби од таму од каде што ја очекувавте, а не доаѓаше. Да, затоа што спора е, кажав, ова енергија не е спората во таротот и вие само треба да бидете трпеливи. Но подоцна знаете па кога ќе дојде ќе ја доживеете како исполнување на некоја голема ваша желба. Можеби ова премногу што го сакавте и што не се случуваше, само треба да бидете трпеливи затоа што на крајот ќе се случи. Ако не во февруари, во март сигурно ќе се случи, само бидете трпеливи. Нешто што доаѓа кон вас, може нешто што него не очекувате,
помош од универзумот, од Бог, од луѓето околу вас, ќе дојде некаква помош, некаква подкрепа, некои финанси, доаѓаат и ќе чувствувате како да сте победиле во некоја ситуација, можеби каде што нешто се обидувавте да направите, да успеете, да се изборите, се обидувавте и сега ќе видите дека не само што сте се избориле, туку и сте победиле во оваа ситуација. И драги ваги, тоа беше си за сега. До следното видео. Чао, чао!